Едно попладне сончевото време ни беше само изговор. Преку средба низ Муабет да се сретнеме со актерката Мија Кантарџиева. Од богата до сиромашна, од подчинета до девојка од богата фамилија, се само дел од ликовите кои ги има одиграно во македонските приказни на Канал 5 телевизија. Денес успешна македонска актерка, но како стаса до тука и што би била Мија, ако не е тоа што е денес? Мија така нагло се запиша на факултет, што сега веројатно, како што и си направивме Муавет пред малку, веројатно ќе си работев уште во кладилница, само што тоа толку лошо ќе влијаеше на мене, затоа што 4,5 години работев таму и јас нервите ги искокав таму. Така да, фала му на Господ, некако се поклопија коцките, нели, да се запишам на факултет, да го завршам. И искрено да ти кажам, за мене многу брзо почна се. Многу брзо почна, бидејќи јас уште во втора година конкурирав во Канал 5 и таму и почнав да работам. Веќе 2,5 години сум таму и некако мене многу брзо ми се одвиваше сиот тој процес. Но многу сум благодарна на тоа како ми се поклопија работите. Ќе видиме што ќе се случува понатаму. Се надевам дека ќе има уште представи, дека нема да застанам тука. Публиката покрај од приказните ја запозна и преку синхронизација на турските серии. Можеби ликот овде не е до израз на Кантарџиева, но е повеќе од мукне со гласовните способности. Дали е тешко и како тече процесот на синхронизација? Тоа е одлична вежба, да речем, за говорно действие на еден актер. Сметам дека мене многу ми помогна самиот процес на синхронизација и се уште ми помага, бидејќи е многу добро ти да изразиш некакво чувство без да го гледаш, без да некој те гледа. Или да се залепиш на нечиво чувство или емоција на ТВ екран. И интересно е. Мафтам со раце, се внесувам, мене ми е забавно. Сега не знам како име на другите, мислам дека име слично. Гледаш, се е навика. Во почеток не знаев каде сум. Значи, прво гледав во текстот, па ме сеча кратко, долго, па гледам во екранот каде долго, зошто кратко, чекај малце. Друга страна, фрка ми се дешаваше, нема везе. Сега окей. Сега окей, мислам дека е навика. Сам да си го слушаш гласот е навика, но како реагираат семејството и пријателите кога ќе го слушнат твојот глас, а гледаат друг лик на телевизија? Па, да, некогаш прилично ретко, нели, ако начекаме додека сме собрани кај некого дома, ако начекаме некоја од турските серии на Канал 5, ги слушаме и се смееме искрено многу, затоа што не име верно чудно име да седам до нив, познавајќи ме каква што сум. И одеднаш некој скроз друг лик на телевизорот со мојот глас. И така, интересно ние се смееме. Тешко или лесно, зависи од турскиот лик е синхронизирањето, но што би рекла Мија кога би ја синхронизирале неизе? Би сакала некој да ме синхронизира и баш би сакала да видам како тоа би изгледало, да, и затоа што баш има неколку серии кои што ме интересира, што би кажале реалните актери што играат во таа серија, што би кажале за мојата на некој од моите колеги синхронизација, како им се допаѓа, дали мислат дека е добро, лошо. Баш тоа неколку пати си го имам помислено. Телевизијата е повеќе за слава, штиците што живот значат театарот за уметност. Мија дел од ансамблот на неколку представи, но што е со ликот на госпогица Јулија и другите ликови? Се сеќавам дека бев прва година и дека го прочитав текстот на Август Стринберг, госпогица Јулија. И само додека го читав си мислев како би ја играла и секоја реплика нејзина само ми беше се повеќе и повеќе мислата во глава, ао како би го одиграла ова, како би го одиграла. И тоа во прва година кога бев, да речам, дудук народски кажано, што не знаев ништо за глума се уште. Само имав искрена емоција и знаев дека многу добро би се чувствувала во таа улога, а зошто, бидејќи многу големи пресврти има во таа улога, многу големи карактерни разлики има, нема една линија на терање на ликот. Мене тоа страшно ми се допаѓа. Тоа за мене е предизвик. Што потешка улога, толку поинтересно е за мене и затоа многу ми се допадна. Што е животот за Мија? Математика или мистерија?
Не знам, мислам дека ни едното ни другото. Живот е живот. Поима немам. Треба да го живееш. Ако е математика, ќе го пресметуваш, ако е мистерија, ќе си ја тупиш главата, ништо, живеј, диши. Толку. Мија Кантарџиева, македонска актерка која е професионалец во својата професија, пријател и другар за секого, особено со оние кои се фер спрема неј се. Што? Јас сум Евсун Атахан, познатата кирка на Мехмет Емир Атахан. Што, не ме верувате? Значи, Евсун Се шалам. Јас сум Мија Кантарџиева и ова е едно фино интервју на Exclusive.mk. Thank you.